Ова утро ве поздравуваме од Бруталист, едно фино хибридно место кое што се наоѓа на улицата Илинденска и е место каде што секако сите уметници можат креативно да се изразуваат. Бруталист широко ги отвара своите врати за креативните луѓе и секако просторот кој што можете токму овде да го искористите. Но за што подетално може да најдете тука и секако за концептот на Арт Бригада, подетално ова утро ќе разговараме со актерката Ивана Павлаковиќ и со ликовниот едукатор Доротеј Нишковски. Ивана, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро и ајде да не запознаш малку повеќе со концептот на Арт Бригада. Добро утро и на вас и ви благодарам што сме дел од вашата емисија. Вака, Арт Бригада настана од Сања Арсовска и од мене, поттикнати од тоа да понудиме што поширока содржина за младите луѓе во овој град, бидејќи сметаме дека тоа е навистина потребно за нив. Преку Арт Бригада ние имаме и драмско студио кое што го водиме јас и Сања Арсовска. И со малку поразличен пристап се справуваме со децата, односно Арт Бригада, драмското студио преку танц, музика, литература и драма ги обучува децата да бидат што послободни, да знаат да се изразат подобро и се разбира да уживаат во себе. Она што е интересно и што се случува токму тука, во местото каде што се наоѓаме ова утро, во Бруталиск, е интересните работилници кои што ги имате секако за децата, каде што можат да научат многу повеќе за глумата, но и за танцот, но и оние саботни работилници кои што го носат називот родителите на кафе, а децата во занимална. Што точно вбројува ова? Тоа е многу интересен концепт и многу се радуваме на тоа. Настаните се одвиваат секоја сабота од 11 до 13 часот и за тоа времето дека родителите си го пијат кафета во овој простор, децата се во нашата занимална. До сега имавме повеќе настани, например имавме проекции на филмови, имавме читање приказни, имавме караоке забава каде што малите пееа и се забавуваа. Повторно ќе имаме проекција на филм, но сме исто така и отворени за соработки и секој кој би сакал да удржи некаква работилница во саботите, може слободно да не искомуницира и да се издоговориме. Колку е важно еве децата уште од најмала возраст да почнат да ги осознаваат оние глумички вештини или пак вештини секако за пеење и за танц? Сметам дека е доста битно, бидејќи и многу интересно дека во групите ние имаме од најсрамежливи деца до најбунтовни и многу е интересен тој склоп кога заедно ќе се спојат, бидејќи тие можат да учат едни од други. Сметам дека секое дете си е посебна приказна за себе и многу е битно од мали нозе да се образуваат, да ги учиме да бидат што послободни, да знаат да се изразат подобро, да се запознаат со драмските автори и се разбира да ги поттикнеме да читаат што повеќе, бидејќи сметам дека родителите имаат доста голем проблем денеска со тоа и ние ќе се обидеме што е можно повеќе да ги одвратиме од постојаното сидење на лаптоп, на телефон, бидејќи сметаме дека треба да се вратат кон правите вредности. Така, токму тоа е нели она што го нуди Арт Бригада, да се отргнат децата од технологијата, кога поточно се одржуваат работилниците и за која возраст се наменети и кој се може да се пријави? Во саботите може да дојдат деца, да речеме од 3 годишна возраст па се до 14 годишна возраст, додека во драмското студио имаме деца од 6 годишна возраст до 14 годишна возраст и слободно ги покануваме сите кои што се заинтересирани да не искомуницираат на нашиот мејл или на нашиот телефонски број. Со какви вештини се стекнуваат децата кои што го посетуваат драмското студио? Па со разни вештини. Ние комуницираме со нив многу отворено, ги прашуваме како си ја прошла нивната недела, а паралелно преку тоа ги воведуваме во театарскиот свет, односно правиме имитации, правиме етиди, читаме дела, анализираме ликови, така да многу интересно.
Може ли некогаш да се видат овие деца кои што ќе бидат дел нели од арт бригада или пак се дел да се видат, има ли во нив потенцијал да бидат еден ден врвни уметници секако во поглед на глумата? Па се разбира дека има потенцијал. Во секој дете си носи свој свет со себе и небитно дали тие ќе бидат во иднина научници, доктори, правници, глумци, уметници. Сметам дека пред се тие треба да засакаат уметноста преку доаѓањето од арт бригада. Сметам дека на тој начин многу подобро ќе се справуваат со сите проблеми и со сите убави работи кои што ќе ги очекуваат во животот понатаму. Ти благодарам многу за секако за одвоеното време, за сите информации кои што ги сподели со гледачите на Добро утро секое утро и секако ви посакувам уште многу успешни работилници кои што ги имате токму овде во Бруталиск и се надевам дека од тука нели односно од вашето студио ќе произлезат големи имиња кои што ќе стапнат еве на штиците кои што живот значат. Се надеваме и ние ви благодарам многу на поканата. Доротеја, ти си задолжена за ликовниот дел, односно за уметничкиот дел, што содржи ликовниот курс и работилницата. Здраво, пред се, се викам Доротеј Нешовски, сум мултидисциплинарен уметник и пред се занимавам со ликовна едукација. Нашата намена во ликовниот дел во Бруталикс се занимава со одредени ликовни работилници, кои што застапуваат одредени техники на изучување, цртање, сликање, моделирање, графика, фотографија. Тоа е еден мултидисциплинарен пристап. Заедно го водиме со мојата колешка Ана Трековска, која што е графичарка. Часовите се одвиваат секоја среда од 18 часот до 19:30 и е наменето баш за оние деца кои што сакаат да се искажат, да искажат пред се место за да се релаксираат и да дојдат да сликаат, да цртаат заедно со нашите теми и концепти кои што ги применуваме баш за таа возраст. Значи, слободно може да се пријават како сакаат. Групата содржи од 20 деца, но секој пат се променуваат, може да дојдат на една работилница ако им се допаѓа, значи слободно може да ја го проверат на нашата страна, на Арт бригада и да се пријават и да бидат дел од нашето ликовно студио. Значи, можам да објаснам како се одвива тој еден процес на методологија на работа. Значи, ние го поставуваме просторот со штапалај, со одредени материјали, кои што се како хартија, платно и даваме нека одредена тема, кој што децата треба да изработат. Пред се сакаме да стекнеме доверба меѓу нас и нив и тоа да биде во една опуштена атмосфера и да можеме, освен што ќе цртаме и ќе научиме, стекнеме некои знаења, да се обидеме да разговараме со самиот цртеж. Значи, низ цртежот ние откриваме многу нешта. Не секогаш нешто е препознатливо тоа што го нацртаат, но низ разговор може да ви долови приказната и више да навлезете во тој цртеж и да откривате многу интересни детали. А за која возраст се наменети работилниците и дали може би е потребно децата претходно да имаат некакви познавања околу боите или пак да имаат претходно некој посетуван курс или пак некакво стекнато искуство во однос на ликовната уметност? Значи, пред се часовите не се како во школот, овие се часови баш во активности, каде што возраста од 6 до 12 години. Претходно искуство не има никакво потребно. Децата се најголеми уметници, имаат најголемата слобода и они создаваат која се најслободни. Важно е они да им дадеш материјал, да експериментираат и тогаш ќе го добиеме најинтересниот резултат од нив. Не секогаш нарацијата може да биде и успешна. Ние сакаме се бориме да бидат они оригинални и автентични во сопствениот израз. Ние се обидуваме да научиме некои техники, им ги прикажеме одредени материјали кои што во школа не ги застапуваат толку, каде што они понатаму ќе имаат можност да ги мешаат и да ги комбинираат меѓу себе со цел да се развијат во една уметничка и ликовна личност
затоа што освен што ќе знае да за уметници, ќе знае и да посети изложба, што ни е многу важно, да посетуваат галерии, да научиме некои уметници кои што биле битни во текот на историјата на уметност и важни за нашето општество и да освен што ќе имаат идеја, да бидат и критично настроени кон самата уметност и не само како естетика уметност, туку и како еден вид на општествена одговорност. Колку е значајно и важно децата уште од најмала возраст да играат со боите, осознавајќи го светот и сите бои кои што ги има околу нив. Па битно е да они морам да кажам дека се почесто имам голем интерес за ваквите работилници, колку што поише им се нуди, толку поише интерес има, каде што не секој дете има можност дома да земе боја, да речеме темперни акрил, нема таа слобода, како што би имал тука слободата. Значи боите се, они е важно сами да ги откриваат, да ги мешаат. Они мора да научат, да речеме, која боја со која се меша за да добият друга боја. Ама не си игра, не стои процес на симулација. Они го откриваат тој нивен свет на фантазија. Значи, ке нив е многу развиена идејата и фантазијата и таа слобода на креација. Затоа ке нив е многу важно да посетуваат вакви настани и концепти на работилници со цел да станат по слободни, мокни во самиот израз. Се затврстува нивниот карактер, работа на моторика, работа на мисла, пред се работа на пријателство, зашто не ќе се стекнат трајно пријателство меѓу нив. Секако делот од сликањето кое е опуштечки, релаксирачко, они исто од идејата се отргнат од таа технологија која постојано е со нив и да се опитат да биде тоа и некој вид на ментално здравје кај нив, зашто тоа е многу важно во денешницава ние да се бориме и да стикнеме личности кои што ќе бидат и културолошки здрави и да се бавиме малце и со уметност, да се бавиме со други нешта, малце да заборавиме тоа и да ги градиме во една културно доминантни личности кои што ни е многу важно. Доротеј долги години, веќе неколку години секако си нели како едукатор на децата во поглед нели на ликовната уметност, какви прашања поставуваш? Што ги интересира најмногу еве најмалите? Ги интересира пред се топлина, љубов, ги интересира добар пристап, ги интересира да бидеш со нив пријателски настроено. Околу сликањето и цртањето највише ги интересираат нивните херои, тоа што го гледаат, разни животни. Принцип ги интересира нивната замисла. Пред се како таа замисла да ја принесат на хартија. Тука сме ние, наставните координатори, за да им помогнеме да ја реализират идејата до крај. Они имаат интересни прашања. И секогаш сакаш да те придобијат, да бидеш постојано околу нив. Секој работиме со 15 деца, имаш константно целото време да го посветиш, но у принцип нив им е важно дружењето и комуникацијата. Доротеј, ти благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и што не примивте токму тука во Бруталист, каде што се одржуваат нели секоја среда креативните работилници наменети секако за најмалите. Да, фала ти што дојдовте. Јас ги поканувам сите родители слободно да дојдат во овој простор и да ги запишат своите деца на цртање и сликање и да другаруваме, да сликаме и да стекнеме нови знаења и искуства. Благодарам.